Кон крајот на месец септември, во Скопје ќе се одржи фестивалот за европска литература Букстар. Фестивал кој има за цел да го потенцира значењето на македонската и литературата од другите европски земи. Фестивалот оваа година го носи насловот за писателските работи, по најпознатата книга на Крсте Петков Мисирков за македонските работи, и има за цел да промовира дејноста токму на македонските писатели, кои на фестивалот оваа година ќе бидат во најголем број. 11 пат ќе имаме оваа година фестивал Букстар, фестивал на европската литература. Зошто еден фестивал книжевен во Скопје? Имам 1001 причина, меѓутоа главната е таа што навистина Скопјани и Македонија заслужуваат еден централен книжевен настан во кој што ќе најдат свое место оние влюбеници на книгите кои што сакаат да ги запознаат одблиску европските и домашните писатели. И токму затоа низ годините решивме овој фестивал да има различни своји лица, да пробува различни формати. За денес во 2025 да имаме еден фестивал со 20 учесници, овој пат специјално повеќето се македонци, поради тоа што и самиот слоган за писателските работи го кажува тоа. Инспириране од книгата многу очигледно за македонските работи или за македонските работи, како што оригинално била објавена на Крстен Мисирков во 1903 година, кој што тогаш со своето дело покажал сето она што треба да го направи еден интелектуалец, да биде храбар, да биде достоен на своите зборови, и токму таа е таа порака кој што фестивалот сака нели да ја пренесе, дека не само писателите, туку и нашите граѓани треба да држат до себе и да се борат за оние нешта за кои што сметаат дека ја носат правдата и носат позитивни промени за себе и за заедницата на која што припаѓаат. Фестивалот на европска литература Букстар оваа година се организира по 11 пат, а истиот преку презентација на дел од европските писатели и директни разговори со нив. Има за цел да ја популаризира европската литература, која често е во синка на она што доаѓа од прекоокеанските земи. До пред 10 години ситуацијата од прилика беше таа. Навистина бевме соочени со еден наплев на англофонска литература создадена пред се на англиски јазик, и денес ситуацијата е оди кон таа насока, да луѓето сето тоа што се создава на англиски јазик сметаат дека има најголема вредност, бидејќи се создава на еден, како да го кажам, јазик кој што сите горе-долу го знаеме и го говориме, и тоа е литература на која што скоро и да не и треба превод. Од најмали нозе сега веќе дечињата го зборуваат англискиот јазик, но не е вистината таква, и бидејќи особено Европа, на која што и ние географски секако припаѓаме, носи многу различни култури, многу различни јазици, многу различни литератури и многу различни книжевни гласови кои што имаат што да кажат. Токму затоа и сакавме да го оставиме фокусот на европската литература и на секако регионалната литература и на македонската литература. Ако не би го ставиле фокусот на таков начин, секако ќе заборавиме и нашата домашна литература, која што нормално ќе остане само меѓу нас, што тука живееме, но ние преку фестивалот Букстар се обидуваме да најдеме различни формати, преку канење на познати автори, преведувачи, агенти, издавачи од странските земји кои што ќе ги запознаат регионалните европските автори, но и македонските автори. При тоа ќе се отворат можности за нивен превод или гостување на странски фестивали. Фестивалот, како и секоја година, ќе донесе голем број на писатели од европските земји. Писатели со кои сите читатели ќе имаат ретка можност да поразговарат околу нивните дела, нивните ликови и приказни. Огромен е бројот на гости кои што дојдаа. Значи, земајќи ги во предвид и македонските учесници, станува збор за некои 150 до 200 имиња кои што проврвеле низ фестивалот. Како писатели, така и, како што споменав, преведувачи, книжевни критичари, универзитетски професори, агенти, издавачи и така натаму. Така да тоа е некоја бројка од 200 луѓе, и речиси без исклучок
сите европски држави биле застапени, има неколку кои што не биле, но се обидуваме секоја година нели да ја надополниме таа празнина. Ова година имаме двајца автори од Чешка, Петра Клабоухова и Онџеј Штиндел, како и двајца автори од Турција, Серај Шахинер и големиот автор Ахмет Умит, кој што токму деновиве беше низ медиумите најавен како звездата на фестивалот, бидејќи е најзвучното име кој што годинава ќе се најде на листата на учесници на фестивалот Букстар, автор на Мементо за Истанбул и на редица други бестселер романи како во Македонија, така и во над 30 и кусур држави во кои што овој романи творештвото на Ахмет Умит си нашло свое место. И имаме една авторка од Иран, односно од Холандија, Шоле Резазаде, но осем овие 6 имаме еден австрийски писател, не го заборавиме. Така да тоа е листата од 6 странски автори, имаме 12 македонски учесници. Се обидовме меѓу македонските учесници, направиме од прво еден убав микс, да кажам, меѓу современи класици и помлади автори што доаѓаат, и истовремено автори кои што ја обележаа книжевната година што е зад нас, значи што добија книжевни признанија, кои што имаат нови книги, така што го најавуваме на навистина блескаво исполнето издание кое што сите љубители на книгите ќе сакаат да ги слушнат, да слушнат што имаат да кажат за писателските работи и повеќе од тоа нашите и странските автори. Од она што ние се го нарекуваме веќе современи класици, би ги спомнал Александар Прокопиев, Ермислав Азановски, кој што деновиве доби прв добитник на наградата Оливера Николова за необјавена збирка раскази или роман за деца и тинејџери. Потоа ги имаме Оливера Ќорвезировска, актуелна добитничка на Рациновото признание, имаме Калина Малеска, актуелна добитничка на роман на годината, и имаме Дијана Петрова, актуелна добитничка на наградата Живко Чинго, го имаме Иван Антоновски, актуелен добитник на наградата Ванчо Николески, и уште неколку други автори кои што секако деновиве сите заедно ќе ги објавиме во медиумите. Влезот е слободен, но местата се ограничени, јас така го кажувам тоа. И главната локација ќе биде културно-информативниот центар КИЦ во Скопје, до градскиот трговски центар, но фестивалот ќе има содржини на неколку други места, како Филолошкиот факултет Блаже Конески и градската библиотека Браќа Миладиновци во Скопје, како и Рамстор Мол. Оваа година првпат се решивме малку содржините на фестивалот да ги извадиме надвор од традиционално перцепираните културни простори, и се надеваме дека тоа ќе придонесе за уште поголема видливост и достапност на писателите кои што доаѓаат на Букстар. Фестивалот за европска литература Букстар ќе се одржи во 4 фестивалски дена, од 29 септември до 2 октомври. Влезот е бесплатен за сите посетители.